Поздрав до гледачите на телевизија Ирис, вообичаено во 17:30 или некоја минута подоцна, со целиот сет на разговори мои со представниците на Универзитетот Гоце Делчев. А кој да биде представник, освен деканите кои и одговараат за програмите и за одвивањето на наставата на нивните факултети. Што е тоа што се менува од година на година? Зашто честопати разговараме со професорите. Тоа е нивната улога во севкупниот развој на една земја, бидејќи мали држави како Македонија не може да не продуцира памет, подлучно знаење и нешто што може да се ефектуира во секојдневието. Впрочем, тоа е иднината на Македонија, не верувам дека ќе произведуваме топови и тенкови, но да имаме образовани луѓе кои ќе бидат конкурентни на светскиот пазар, ете тоа можеме и мораме. Сега, пред да започнем овој разговор, морам да ви кажем на статистички податок дека желбата кај на младите наши граѓани, средношколците да студираат технички науки, она што е најпотребно и на Македонија и во светот е најбарано, се намалува. Зошто е тоа така? Низ образовниот процес треба да дадат одговор и родителите, и наставниците, и државата, поточно Министерството во целост. Имам шанса да разговарам со представник токму од таа фела, од техничката фела, нешто што го движи со современите технологии и процесот на производство во светот, но и за сите актуелни прашања поврзани со факултетот за електротехничкиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев. Професорката и декан Пачанска. Професорке, добро дојдете во моја емисија. Јас само на почеток сакам да ги кажам контурите на она што ќе го разговараме во оваа емисија и според моје пресудување е нешто што е најактуелно во овој момент. Го држим ли чекорот со барањата на светот? Јас ви се благодарувам за поканата да бидам присутна денес во вашата емисија. Мораме да го држиме, затоа што живееме во 21 век, во економија базирана на знаење и сакали или не, мораме и да се едуцираме и да се квалификуваме во контекст со новите движења кои што продуцираат нови технологии. Професорке, ова прашање ви го поставувам од една друго гледиште, пред се економско. Некаде 90-тите години разговаравме за намалување на индустриализацијата во светот, па смета економисти дека тоа треба да отиде кај големите азиски држави, многу човечките, милиарди, стотици милиона, каде што таа сепак до некаде или не валкана индустрија ќе биде преселена таму, а дека софтверот или паметот ќе го диктира Западот. Но Германија не изненади, заокружувајќи ја својата на четврто ниво својата реиндустриализација до пред една година, во која што на неколку чекора повисоко таа го заокружи своето производство на машини, на технологија, на електромашини, кои се денеска најконкурентни во светот. Таа веќе и нема невработени, има потреба од вработени, има голем веќе индустријски раст, не е оној бруто општествено, туку производство и сето тоа како пример каде што можеме да научиме. Што велите вие од науката? Јас само можам да ги охрабрам младите генерации да ги слушаат овие информации и да им веруваат, затоа што иднината на работните места кои што ќе се продуцираат и во нашето обкружување и пошироко во Европа и светот сепак ќе бидат во областа на технологиите, во областа на индустријата, затоа што се менува глобалниот концепт на индустриализација. Поминуваме на паметна индустрија, на паметни работи и многу од нашите активности ќе бидат насочени кон тоа како човекот со својот разум, со својата памет, ќе може да ги направи и машините паметни, односно да си ја олесни и својата секојдневна работа и своето секојдневно живење. Во контекст на тоа, значи ние како универзитети и како факултети мораме да се менуваме. Значи знаењето
информацијата го движи светот, така и ние паралелно со тоа движење мораме да се менуваме и многу е добро што преку вакви контактни емисии можеме малку да влијаеме на целокупната свест кај нашето население за промените кои што треба да се очекуваат. И веќе ништо не е страшно да се биде инженер, ништо не е страшно да се биде жена инженер, ништо не е страшно наместо во погон да се работи дома и да се контролираат машините. Така што еве една убава можност да ги презентираме и најновите сознанија од оваа област. Ме потсетувате на мој разговор со вас кога една ваша изјава дека негувањето на математиката во основното и средното образование го изменува начинот на размислување. Она што светот го денес бара рационалност, постигнување на цели, разните флоскули од менаџирањето каде што точно се таргетираат местата кои што треба да се постигнат, седо тоа е врз основа на пресметка или математика како начин на размислување. Според она што се запишуваат кај нас, младите луѓе стануваат студенти, задоволни сте од нивната подготовка? Што некои од професорите изјавија дека не се задоволни од тоа. Јас се уште стојам на ставот дека во текот на претходното образование треба посебно внимание да се посвети на математиката и природните науки. Зошто? Заради тоа што овозможува логички пристап кон проблемите, го менаџира процесот на решавање проблеми, трага по решенија, а тоа е она што во суштина го прави развоен целиот наш процес. Во текот на основното и средното образование среќаваме различни типови и на ученици и на наставници. Меѓутоа, она што е наша цел е ние да ги направиме добри, идни продавачи на својот труд. Значи, луѓе општествено одговорни кои што ќе можат да си ја обезбедат и својата и екзистенцијата на своите семејства. Ние среќаваме потенцијални студенти со различни нивоа на познавања, меѓутоа и тука не одмараме. Значи имаме превземено низа на активности со помош на кои ќе им го олесниме влезот на нашите идни студенти на техничките факултети. Факултетот за информатика во соработка со сите останати технички факултети, а како носители катедрите за математика и катедрите за информатика, оваа година го почнавме процесот на поддршка на идните студенти во полагањето на државната матура како прва фаза и втора фаза подготвителна настава за влез на оние класични предавања и вежби кои што се задолжителни во текот на првата година од студирањето. Така што веќе и изговорите дека не бива за математика или за програмирање или за физика, ќе се обидеме да ги намалиме во функција да добиеме што е можно поголем број на студенти на техничките факултети. Тоа е она што ние го направивме. Она што го прават нашите пријатели, односно индустријата, е понудата на стипендии за младите идни инженери како поддршка во нивниот процес на инженерска едукација. И ние имаме лепеза на понуди од најголем број фирми. Јас зборувам конкретно кај мене од областа на електроенергетиката и автоматиката, односно автомобилската индустрија, кои што буквално на секој студент му овозможуваат поддршка во текот на нивното студирање. Најдобрите студенти веќе ги заземаат позициите во тие фабрики, во тие компании и ние сме многу задоволни со нашиот алумни клуб, каде што навистина имаме успешни приказни на завршени дипломирани студенти од електротехничката струка. Професор, ќе ви реколте и уште употребите термин, а тоа е енергетиката. Ако ги погледнете стратегиите на земјите во развој, посебно овие, ако ги погледнете стратегиите на земјите во развој, посебно во овие каде што Европа им предложува, им бара од нив поголеми стапки на развој,
бидејќи имаат стопа на невработеност, сите имаат стратегии во енергетиката на 5, 10, 15, 20 години. Колку кај нас науката, вие како професори, институтите кои ги формира оваа држава, можат да помогнат или да бидат главни носители на тоа, од енергетика, основна производство на енергија во Македонија, до алтернативи и предизвици на светот и така натаму. Еве, вие го имате професорот Чинговски, кој е врвен стручник во тоа. Како тоа се развива? Да, го имам и сегашниот директор на ЕЛЕМ, професорот Драган Миновски. Тоа се наши колеги кои што освен во струката многу добро ја работат и едукацијата на идните кадри. И од тој аспект можам да кажам дека во нашата држава не недостасуваат стратешки документи. Значи ги има и се напишани и се ставени некои правци на развој, меѓутоа реалноста покажува дека ние сме се уште енергетски зависна земја. Документи затоа што така, заради тоа што многу повеќе зависиме од оние неконвенционални извори на енергија, значи оние што се трошат, како што се јаглен, како што е нафта, газ, кои што не ги поседуваме, а голем дел од нашите капацитети се базирани за производство на електрична енергија, се базирани да работат токму на тие енергенси. За сметка на тоа имаме премногу вода, сонце, ветер, отпад, односно биогаз, кои што се оние нови, обновливи извори на енергија, кои што се повеќе и повеќе треба да го најдат своето место во производството на енергија во Македонија. Од повеќе аспекти. Од аспекти на заштита на животната средина, од аспекти на поекономично производство, до поголема вработливост на младите луѓе. Значи, овој сегмент пружа и развој на многу мали компании, стартапи, значи им пружа можност на младите инженери да се групираат во тимови и да проектираат најголем дел од постројките кои што се со мали капацитети за собствено производство. Доаѓа време кога ќе имаме паметни куќи, паметни станови, ќе можеме самите себе како домакинства да си обезбедиме електрична енергија и во тој процес на трансформација се тука нашите електроинженери. И ова е можеби потенцијал што јас го гледам, иако сум веќе во втората половина од мојот кариерен развој, да им препорачам на младите генерации да пробат да го изучуваат тој сегмент. Сегментот на електроенергетика и обновливи извори на енергија, заради тоа што најголемата вработливост во периодот кој што следува е токму во тој дел. Професорке, ово мора да го поставам како експерт, како доктор на науки. Компанијата Тесла направи презентација скоро во секој дел од светот, каде што прогнозираат различни делови од земјината топка, економии, социјали, општества, организирани помалку или повеќе, дека нивниот таргет е дека на Балканот до 2030 година до 10% ќе можеме да произведуваме енергија врз основа на нивните фотоволтаични технолошки напредоци, место покрив ќе имаме стаклени површини кои ќе произведуваат енергија. Тоа еднашка доведе до една друга ситуација. Ќе имаме ние доволно електроинженери сето тоа да го спроведат. Еве вие тоа е прашањето. Тоа е прашањето. Еве хипотетички и лаички. Во еден град како Штип кој има 20.000 домакинства, на кои што да речеме од нив нека биде 10%, тоа се околу 2000 кровови, тоа дека ни требаат 100 инженери кои ќе може да го сервисираат тоа. Тоа е прашањето. Значи, овој сектор е гладен за инженерските кадри. Нашата држава и во периодот кој што измина ја гледаше таа потреба од едукација на кадри од областа на електроинженерските струки.
даваше стимулации, мотивираше компаниите кои што произведуваат енергија, исто така преку најразлични проекти во делот на општествена одговорност ги подготвуваше домаќинствата дека во периодот кој што следи мора да се менуваат ако сакаат да не издвојуваат голем дел од својот буџет на онаа скапа електрична енергија која што денес ја користиме. Меѓутоа, одзивот на студенти од оваа перспектива можам да кажам дека се зголеми, но сепак не е на задоволително ниво. Нашиот факултет произведува некаде помеѓу 30 и 50 дипломирани инженери годишно. И скоро сите веднаш наоѓаат работа, меѓутоа голем дел од нив ја напуштаат нашата земја. Значи, ние ги како дипломирани ги образуваме за некои други индустрии и економии. Тоа е оној современ одлив на мозоци за кој што постојано зборуваме, а може би е време веќе низ различни поддршки на младите луѓе да им овозможиме и тука да почнат да си ја бараат својата иднина. Се менува свеста, се менуваат потребите, се менуваат и навиките и имам чувство дека многу брзо ќе се понуди поддршка и од тој аспект на младите луѓе, така што ќе можат задоволително, за добра месечна награда, да работат и во својата собствена земја. Се промовираат различни, да речеме, проектни активности од Фондот за иновации и технолошки развој. Се отвараат или се во фаза на отварање и развојни центри од големите компании кои што дојдоа со своји фабрики во нашата земја. Значи, да пробаат тука да ги проектираат своите продукти, така што јас лично сметам дека оваа фела ја чека светла иднина. Поред она што го кажете, како домаќин на оваа емисија, не ми приличи ако не поставам прашања кои се интересни за гледачите, но мојот печаток е ова што вие го велите, го има во сите бранши во Македонија, дека студентите уште не завршени го барат својот леп надвор од Македонија. Но имавме некаде се до 2010, а може и потоа, имавме скептицизам према знаењето на нашите студенти. Велевме дека се може да се добие во Македонија. Еден податок дека имаме 18 правни факултети, а Германија има 2. Сето тоа направи една атмосфера на временост, на привременост, место на барање на трајно решение во рамките на Македонија. Вие што го велите ова, како граѓани на Македонија ме загрижува, но како некој кој е домаќин на оваа емисија, вие зборувате за нашиве деца кои се конкурентни во остра конкуренција во земјите каде што кои има повисока техничка култура. Значи ова потврда за знаењето на нашите студенти. Секако, значи во областа на инженерската едукација, на техничките науки, ние ги следиме современите трендови. Значи, даваме добра основа, фундамент во делот на базичните предмети, а исто така во рамките на дозволеното ги менуваме нашите курикулуми во светските трендови кои што доаѓаат со технолошкиот развој. Токму поради тоа нашите студенти се одлични студенти и надвор од нашата земја. Значи, ние имаме студенти кои што одат на студентска размена преку Еразмус програмата во првиот и вториот циклус, па дури и третиот циклус на студии кои што ни се враќаат со најдобри оцени од другите универзитети и со многу добри препораки. Исто така има и реверзибилен процес, односно и кај нас веќе почнаа да доаѓаат студенти од технички факултети од Европа, што значи една потврда дека она што ние го работиме, некој го препознава. Од тој аспект ние се држиме сосема добро. Немаме проблеми со признавањето на дипломите, со признавањето на квалификациите во оној единствен европски кредит трансфер систем. Она што може би
треба да го побараме од нашите надлежни институции малку поголемо вложување во практичната настава, односно опремување на современи лаборатории за практична настава на студентите. Тука не добивме многу голема поддршка од државата, иако веќе постоиме 10 години. Оваа година Електротехнички факултет ќе ја запише 11-тата генерација на студенти. Може би треба да го бараме спасот во партнерство со индустријата и веќе имаме некои позитивни резултати. Сите наши лаборатории што ги имаме се опремени преку донации. Моментално ја договараме последната донација со компанијата Елем за изградба на фотоволтаична централа, од која што Кампус 2 ќе има два бенефити. Првиот бенефит ќе биде едукацијата на инженерите, вториот бенефит ќе биде продукција на електрична енергија за сопствени потреби. Тоа ќе се случи многу брзо, можеби до крајот на овој месец финишираат преговорите околу потребата за опрема. Понатаму отворени ни се вратите во поголем дел од индустриските објекти. Меѓутоа, ние бараме уште, сакаме уште повеќе. Значи, она што нас ни недостасува е можеби тој сегмент на лабораториска опрема, меѓутоа нашите искуства покажуваат и нешто друго. Со добро знаење, со добра основа, нашите дипломирани студенти, кога влегуваат во процесот на избор, селекција на кандидати за работа, каде што вообичаено има процес на менторирање и обука од неколку месеци, тие многу лесно ги совладуваат и оние сегменти кои што можеби тука им фалеле помалку, делот на лабораториска и практична работа, и редовно ги селектираат во најдобриот, најтесниот избор за вработување во големите компании. Професор, имам само уште две теми. Едната тема е да не ги подзаборавиме идните студенти. Што е тоа што у август месец може да го побараат кај вас, колку од нив и што треба да очекуваат? Оваа година факултетот за електротехника има на оглас добиено кандидатски места во 3 различни градови. Градот каде што ни е седиштето на факултетот, тоа е Радовиш, има добиено кандидатски места или слободни места за околу 30 студенти на насоката електроенергетика и обновливи извори на енергија. За прв пат оваа година, поради потребата веројатно во тој југоисточен регион, ќе имаме уписи на студенти во Струмица, меѓутоа на насоката автоматика и системско инженерство. Морам да кажам дека и оваа насока е една од најсовремените и најмногу бараните на пазарот на труд, затоа што е некоја современа паметна индустрија, значи некој хибрид помеѓу електротехника, информатика и автоматизација на процеси. Така што една убава насока со променет курикулум кој што навистина на идните студенти ќе им биде и интересна за изучување, меѓутоа и многу перспективна за во иднина. И стандардно во Штип имаме добиено и на двете насоки слободни места, и на насоката електроенергетика и обновливи извори на енергија, и на насоката автоматика и системско инженерство. Не се големи бројките, значи по 30 студенти во редовно финансирање и 10 во кофинансирање, и уште толку во вонредно студирање, така што јас апелирам добрите ученици, па и оние што не се толку добри, меѓутоа имаат желба да се подобрат и да се вклучат во пазарот на труд кој што би бил конкурентен во иднина, дека ќе го направат вистинскиот избор и ќе дојдат на електротехнички факултет. Изборот ќе остане невен и последно прашање, малку ќе искористам и вас како како инженер, како професорка која беше на свеучилиште во Загреб
една иницијатива за отварање на институти, истражувачки институти составени од универзитетите кои имаат повисоки критериуми на Југоисточна Европа со една држава од Европа. Таа иницијатива ја поддржува хрватската влада и како стратегија ќе се развива на Југоисточна Европа, значи една од европските држави и останатите кои се кандидати. Мислите ли дека ова е една од добрите решенија? Јас во контекст на желбата да бидеме конкурентни со земјите од Европската Унија, ми се чини дека е одлична можност за нашите универзитети, доколку успеат да влезат во партнерство со некои од универзитетите. Оде се повеќе на истражувачки центри, но сепак. Така, партнерство велам од секој облик, значи и во делот на технолошкиот развој и иновации, и во делот на науката, и во делот на истражувањата. Реков дека поголемите економии од Европската Унија, како што е Германија, Франција и така натаму, значи се гладни за овој тип на кадар, имаат постојано потреба од доедукација на постоечкиот кадар. Многу работат во делот на доживотното учење и мислам дека овие центри би биле одлична можност и на универзитетите и на индустријата да работат заедно и да овозможат сите да бидеме постојано во тек со новитетите кои што се случуваат со брзина на светлината, можам да кажам. Само за кратко, професор, ќе ве замолам само за кратко. Истражувајќи ги сите овие појави во образованието, во економијата, во техниката, Германија започна со така наречено не скратено образување, туку концентрирано образување, па направи облици на висши школи, 2, 3, не знам, вие многу подобро го знаете. Мислите ли дека ова што вие го кажавте е нужност за пополнување на сите барања од технички образовани луѓе? И тоа многу внимателно го анализираме. Новиот закон за високо образование ја отвори таа можност за така наречените кратки циклуси на образование, дали во делот на постсредно или кратко универзитетско образование. Меѓутоа, она што е основно е оние што работат во софистицираните индустријски и технолошки процеси мора да бидат технички описменети. Тоа досега средното стручно образование не го прави. Така. Ние го лоциравме тоа како проблем. Најразлични истражувања се направени не само во Македонија, туку и во околината. Тоа го има лоцирано и Германија и незината нова стратегија Индустри 4.0 е токму она што вие го зборувате. Можноста за кратки циклуси на едукација и континуирана едукација. Дел од решенијата на нашите проблеми е можеби токму ова. И еве една можност и нашиот универзитет во рамките на својата надлежност да размисли и да се одлучиме да почнеме пробно со едукација на ваков тип на кадри. Ние веќе ги направивме и првите разговори, и тоа не со европски, туку со Универзитет од Америка, кој што ја проектирал и менаџирал најголемата фотоволтаична централа на светот во државата Аризона. И тие преговори, јас се надевам дека ќе го видат својот резултат, можеби веќе во следниот циклус на уписи на факултетите. Професор, ке благодарам што бевте дел од оваа емисија. Иницирањето на решенија или поттикнување на размислување за да се дојде до подобри решенија е задача и на медиумите и пред се на образованите и на интелигенцијата на Македонија. Решенија мора да се најдат. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Се надевам дека нашите идни студенти добија корисни информации околу тоа каде оди економијата, каде оди развојот и што тие треба да прават со себе. Сега во периодот кој што следува, добро нека размислат, вратите на електротехничкиот факултет се отворени за нив. Уште еднаш благодарам. Поштувани гледачи, ова беше мојот разговор со деканката на електротехничкиот факултет и неколку поенти кои сами ќе си ги извлечете од нашиот разговор, а една од тие е што јас заборавив да кажам, професорка, дека целиот тој институт на
скратени студии, поточно тие ги викаат компресирани студии, е институтот во Кобленц кој прерасна во најголемиот истражувачки центар од овој облик во Европа, а со него соработка Република Македонија има веќе 15 на години, само не знам колку е голема операционализација. Тоа само како новинарска експликација. Благодарам за вниманието.